Снимање на кардиоваскуларниот систем со компјутеризирана томографија. Ова е темата на вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Добро вечер, почитувани гледачи. Акцент ќе ставиме на снимање на крвните садови на срцето, а за оваа тема ваш и наш вечерашен гостин доктор Лидија Велјановска-Кириџиевска, радиолог од специјалната болница Филип II. Докторке, добро вечер и добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Така. Што е компјутерска томографија? Тој термин многу често го слушаме, еве и по телевизии, некаде ако излеземе. Што конкретно значи тоа? Компјутеризираната томографија представува современа дијагностичка метода која овозможува со помош на ионизирачки зраци или популарно кажани рентген зраци детални слики на различни регии од човековото тело. Тоа значи во три рамнини со помош на 3D визуализација гледаме различни органи од човековото тело и овозможуваме дијагностика на различни заболувања како што е мозокот, сите органи во градната шуплина, стомачната шуплина и кардиоваскуларниот систем. Во кардиоваскуларниот систем спаѓаат срцето, најголемиот човеков крвен сад аортата и нејзините гранки за главата и вратот, горните и долните екстремитети. Така. Споменавте рентгенски зраци, X зраци. Така. Колку се тие штетни за човекот? Или повеќе би рекла дека се корисни отколку штетни, бидејќи ни овозможуваат вистински една прецизна дијагностика. Во однос на штетноста се разбира дека постојат одредени ризици, но затоа постојат и специфични протоколи за различни регии од телото. Тоа значи дека пред да го направиме снимањето, добиваме упатница од доктор клиничар кој веќе го прегледал пациентот, знае кои се симптомите и знае што бара и што треба да очекува од снимањето. Во таа насока имаме соодветни протоколи каде што снимаме одредена регија. Значи, не секогаш го снимаме целото човеково тело. Тоа се специфични случаи кога го снимаме целото тело во состојби кои што се животно загрозувачки. Во сите други случаи имаме одредена регија на која што треба да дадеме одговор дали постои заболување во таа регија. Така. Како се врши прегледот со компјутерска томографија и колку време трае истиот? Од прилика самата подготовка е 10 до 15 минути. Пациентите предходно, доколку снимањето се извршува со јодно контрасно средство, што е најчесто случај, предходно не треба да внесуваат храна, прилика 3 до 4 часа пред снимањето, поради примањето на јодното контрасно средство. Друга особена припрема немаме, меѓутоа радиолошкиот технолог кој што е задолжен за техничката изведба на прегледот, го подготвува пациентот во смисол му ги објаснува сите негативности или позитивности на снимањето на пациентот и потоа самото скенирање трае од прилика 8 до 10 секунди, зависи која регија ја снимаме. По снимањето може пациентот да си ги обавува сите своји секојдневни активности и обично немаме никаков проблем. Освен во случаи кога многу ретко може да се појави алергиска реакција од јодното контрасно средство, меѓутоа тоа е, да кажеме, познат ризик кој што се објаснува на пациентот предходно и доколку настане такво нешто, нашиот тим е секогаш спремен да реагира. Така, дали се има случајно досега да се појават... Многу ретко во облик на осип, црвенило, меѓутоа даваме соодветна терапија, потоа даваме препорака да се направат алерготестови, за да случајно ако има потреба и некогаш понатаму во животот да се снима, да знаеме дали точно тие симптоми се јавиле поради јодното контрасно средство. Така. Што представува компјутерска томографија на кардиоваскуларниот систем? Тоа се специфични прегледи, како што ние велиме ангиопрегледи. Прво да кажеме дека кардиоваскуларниот систем е една целина, меѓутоа во однос на снимањата ги делиме снимање на крвни садови за главата и вратот, горните или долните екстремитети, но и снимање на аортата како најголем крвен сад во човековото тело. Од таа група треба да го издвоиме снимањето на крвните садови на срцето како поспецифична метода,
која што се нарекува компјутеризирана томографија на коронарните артерии или артериите кои што го хранат срцевиот мускул. Тоа е посебен специфичен преглед кој што за среќа со најновиот апарат кој го имаме, 256 слојниот КТ скенер, трае отприлика многу пократко, за 50% се намалува времето на снимање, за разлика од претходните генерации на скенери, и имаме снимање со многу помала доза. Велам специфичен преглед затоа што срцето е движечки орган, како што знаете, а на таков движечки орган имаме крвни садови кои што се мали по калибар. И затоа ни е потребна ваква современа диагностика, за да можеме да установиме дали постои некое заболување на овие крвни садови. За ваквиот тип на преглед е потребна посебна подготовка. Предходно, пациентот се прегледува кај својот кардиолог, кој што прави ехокардиографија, значи една предходна диагностика која што не е инвазивна и установува какви се симптомите на пациентот. Доколку смета дека постои некоја состојба или заболување на крвните садови на срцето, го упатува на овој преглед. За овој преглед ни е потребна мирна срцева работа, во некои случаи кај пациенти кои што убрзано им работи срцето од одредени причини, можеме да дадеме таблетка која отприлика за 30 до 40 минути ја смирува срцевата работа. Морам да кажам дека овие прегледи за прв пат во нашата земја почнаа 2008 година. Во тоа време имавме 64 слоен КТ скенер. За прв пат во нашата земја и не само кај нас, во целиот регион, бидејќи самата метода стана популарна 2005-2006 година во Европа. Значи, како земја воопшто не сме заостанувале во диагностиката. А сега, веќе од минатата година, имаме нова генерација, 256 слоен КТ скенер, како што кажав, кој што го прави прегледот со скратено време од прилика до 50% и со намалена доза до 80%. Овие прегледи се препорачуваат кај пациенти кои што имаат ризик од кардиоваскуларно заболување во семејството, кај пациенти кои што се веќе оперирани, па треба да ги видиме срцевите бајпаси, и е многу поедноставно да ги прикажеме отколку со онаа класична коронарографија, која што е поинвазивна, се изведува по стерилни услови, потребна е поголема подготовка и се има соодветни ризици. Со овој преглед за отприлика 4 до 6 секунди го правиме снимањето и имаме одлична 3D визуализација и приказ како на срцето, така на големите крвни садови кои што се околу срцето, како што се белодробните артерии, аортата, но и малите коронарни или срцеви артерии кои што се најважни да се прикажат. Исто така пред планирање на интервенции како што се стеснувања, доколку сме нашле на некои плаки кои доведуваат до одредени стеснувања и во специфични случаи кога имаме така наречени животно загрозувачки ситуации, како пукање на аортата или нејзино проширување. Тогаш компјутеризираната томографија на срцето го има приматот како најпрецизна и најбрза диагностика, бидејќи кај таквите пациенти треба брзо и да се делува понатаму. Колку често се врши снимање на срце, еве конкретно во специјалната болница Филип II, и што се може да открие ова снимање? Секојдневно, можам да кажам, бидејќи сметам дека имаме најголем број на таков тип прегледи. Прегледот е специфичен, бара тимска работа, бара соработка со кардиолог, кој, како што кажав, треба да го припреми пациентот за овој тип на преглед и потоа, по снимањето, кардиологот е тука за да го слушне наодот, заедно ги анализираме прегледите и знаеме да препорачаме што е понатаму. Доколку има потреба и од хирург, се разбира, секогаш имаме кардиохирузи на располагање за да го испланираме понатамошното менаџирање на пациентот. Најчесто го правиме прегледот кај помладата популација, каде што кардиолозите сметаат дека можеби и нема заболување. Или пак кога не сме сигурни, ако имаме неспецифичен наод на стрес тестот или ако очекуваме некое вродено заболување. Вродените заболувања се широк спектар и често пати на класичната коронарографија не секогаш може така лесно да се видат, исто како и срцевите бајпаси.
Така да во такви случаи компјутерот ја има предност. Така. Многу често се случува пациентите да ги снимаат крвните садови на главата и вратот. Така е. Кога се врши ова снимање? Секогаш, споменав и на почетокот, пациентите не доаѓаат на компјутер како прва линија на диагностика. Првата линија на диагностика се нашите кардиолози или интернисти кои го прегледуваат пациентите со ехокардиографијата, со еходоплер снимањето и според симптомите установуваат што се случува. Во оваа категорија, каде што ги снимаме крвните садови за главата и вратот, се најчесто пациенти кои што имаат вртоглавици, кои што имаат искуства како помали или поголеми мозочни удари претходно. Кај нив целта е да се прикаже доколку на еходоплерот се види дека има убрзани протоци на крвните садови кои што се за мозокот и доколку има стеснувања, треба да видиме точно каде се тие стеснувања и точно колкави се. Доколку се разбира после наодот, консултираме и хирург за понатамошен третман или интервентен кардиолог, дали ќе биде стентирање на артеријата, дали ќе биде оперативен третман. Така. Кога ги праќаат лекарите своите пациенти на компјутерска томографија, дали е тогаш алармантна ситуацијата или пак не мора да значи? Не мора да значи. Често пати со еходоплерот не може да се види целиот сегмент од крвниот сад кој што го гледаме со компјутеризираната томографија, бидејќи како што кажавме, таа дава детална слика во 3 рамнини со 3D визуализација. Тоа помага на кардиологот да ја дооформи својата диагностика, но пред се на хирурзите на кои што им е одлична припрема за планирање на оперативниот третман кој што треба да се направи, доколку се разбира треба да се направи. И не само тоа, кога ги снимаме овие крвни садови, го снимаме и мозокот, така да можеме да видиме дали доколку пациентот имал претходни искуства како мозочни удари, тие оставиле трага на мозокот. Во поново време, освен компјутеризираната томографија, за мозочниот паренхим ја користиме и магнетната резонанца. Знаете дека веќе ја имаме повеќе од година дена кај нас, таа го има приматот во диагностиката на мозочниот паренхим. Така, ја споменавте и аортата. Кога се врши снимање на крвните садови на аортата и зошто најчесто? Тоа се најчесто пациенти кои што, ако зборуваме за торакалниот или градниот дел на аортата, кога ќе се појави болка која не е специфична, се јавуваат на својот кардиолог и на еходоплер тој забележува дека постои проширување на крвниот сад на аортата. Дали е тоа во градниот дел на аортата или во стомачниот дел на аортата, во тој случај задолжително се прави компјутеризирана томографија за прецизно да установиме во кој сегмент од аортата е проширувањето, колкаво е тоа проширување, има одредени препораки како понатаму тоа се третира. Дали пациентот ќе се следи, дали ќе се препорача оперативен третман. Друга една многу ризична и ретка, да кажеме, диагноза, така наречена дисекција на аортата, спаѓа во животно загрозувачко заболување, каде што од различни причини доаѓа до пукање на зидот на аортата. Во тој случај, број 1 диагностика е компјутеризираната томографија. Пациентот доаѓа со големи градни болки, се јавува на кардиологот, кардиологот ја гледа состојбата, го испраќа на компјутер, за неколку минути ја имаме диагнозата и доколку има потреба, нели, хирурзите се секогаш тука да реагираат. Значи, доаѓа до прскање на аортата, некогаш доаѓа до комплетно пукање со крварење и во, да кажеме, и градната шуплина и стомачната суплина. Тие се сметаат како животно загрозувачки ситуации каде веднаш треба да се делува. Исто така, уште една група на пациенти, каде што компјутеризираната томографија го има приматот, тоа се вродените заболувања. За жал, и не само во детската возраст, ги откриваме и во поголемата старосна генерација или во адултната генерација. И тука секогаш апсолутно се консултира кардиолог и кардиохирург што понатаму со таквите пациенти. И уште една група, тоа се воспаленија кои можат да настанат на крвните садови, како и на секој крвен сад во човековото тело. Така.
Се врши снимање, се разбира, на крвните садови на срцето. Кога се прават овие прегледи? Најчесто компјутеризираната томографија во диагностика на заболувања на овие крвни садови ја користиме кога имаме неспецифична градна болка. Кардиолозите со своите методи, значи ехокардиографијата, ЕХГ-то, стрес тестот, точно знаат за што станува збор. Дали веќе има ние ги велиме сигнификантни или значајни стенози, или се уште може да биде во некоја гранична група. Ја правиме прво диагностиката со компјутеризирана томографија, за да можеме понатаму да планираме. Во тој случај ќе установиме дали имаме вродено заболување, дали имаме плаки по крвните садови, дали имаме стенози, каде се тие стенози, од кој степен се и што понатаму ќе се превземе со пациентот. Ако забележувате, континуирано споменувам кардиолог, кардиохирург, само сакам да потенцирам дека современата диагностика бара тимска работа и во планирањето на диагностиката на пациентот, но и понатаму во менаџирањето на третманот на пациентот. Тоа е една препознатлива страна на нашата куќа, каде континуирано, конзилиарно одлучуваме за третманот на пациентот понатаму, што не се случува секаде, не затоа што не сакаат да соработуваат колегите, едноставно во големи центри, каде што специјалностите се во различни установи, е многу тешко да се соберат повеќе категории на специјалисти на едно место. Кај нас добрата страна е што сме тука секојдневно и одлучуваме заедно за пациентите. Така, во однос на снимањето на крвните садови на срцето, каква е постапката? Дали е подеднакво иста како и снимање на срце, снимање на аорта или има некоја разлика? За снимањето на срцето споменав дека е специфичен преглед, бидејќи срцето е движечки орган. Тоа е мускул кој континуирано пумпа, а крвните садови кои го искрануваат се мали по калибар. Затоа и треба ваква современа опрема и благодарение на доктор Митрев стално ги следиме тие трендови. Сега сме веќе на 256, кое што е, да кажеме, меѓу последните современи генерации на компјутери. Во тој случај прецизно гледаме што станува, што се случува со тие крвни садови и како да го планираме третирањето на пациентот понатаму. Кардиологот е тој кој што цело време го води пациентот. И прегледот во амбулантата, ја установува состојбата, го припрема пациентот со одредени таблети, доколку има потреба да се смири срцевата работа, да се успори и потоа кардиологот е повторно тука за да одлучиме што понатаму со пациентот. За разлика од снимањето на срцето, кога снимаме крвни садови за главата, вратот, рацете или нозете, како и аортата, нема потреба од таква така наречена премедикација или смирување, бидејќи тоа не се движечки делови од телото. Меѓутоа, останува тимската работа, бидејќи диагностиката со компјутер не е првата линија. Првата линија се понеинвазивни методи како ехото, каде што и клиниката се разбира е многу важна, дали ние пациентот ќе го упатиме на компјутеризирана томографија, бидејќи некогаш можеме и магнетната резонанца да ја вклучиме како отлична современа диагностика. Така. Зошто најчесто се прават ваквите снимања? Еве, ја споменавте и магнетната резонанца и сите други претходни прегледи. Зошто најчесто доаѓаат пациентите се испратени поточно на компјутерска томографија? Со кои проблеми најчесто се среќаваат? Најчесто споменав искуства како мозочни удари, вртоглавици, несвестици, нестабилности при одење. Во тој случај користиме комбинација од повеќе методи, бидејќи мозочниот паренхим можеме одлично да го прикажеме со магнетната резонанца, освен во случаи кога имаме свежи крвари. Во тој случај го користиме компјутер. Визуализацијата на крвните садови за главата и вратот сметам дека се уште е попрецизна со компјутеризираната томографија, се разбира дека во многу центри се работи и магнетната резонанца. Потоа што се однесува до долните екстремитети, тоа се проблеми во одењето. Пациентите кажуваат дека имаат замор после 100, 200, 300 метри со болки во нозете, со грчеви во мускулите и во тој случај при прегледот кој што го прави кардиологот во амбуланта на еходоплер гледа дека во некој крвен сад нема доволен или воопшто нема проток. За да тоа го прикажеме,
правиме компјутеризирана томографија. Откако ќе го направиме испитувањето, тие слики или тие 3D приказ го гледа хирургот или интервентниот кардиолог и одлучува дали пациентот понатаму ќе се третира со стентирање или со оперативен третман. Значи, како што кажавме, искуства како мозечни удари, вртоглавици и несвестици се најчести симптоми за снимање на крвните садови на главата и вратот, проблеми со пешачењето, грчеви во мускулатурата, за долните екстремитети, некогаш сликаме и горни екстремитети. Има пациенти кои имаат проблеми со раката, ја чувствуваат ладна, не можат да ја движат, чувствуваат грчење, а што се однесува до аортата, доколку има проблем во градниот дел од шуплината, тоа се градни болки, или во стомачниот дел на аортата, стомачни болки. Се разбира дека тука тие симптоми можат да резултираат, да бидат последица на многу други заболувања од многу други регии од човековото тело, но најчесто станува збор за заболувања од васкуларна природа. Затоа, пред да дојде пациентот на компјутеризирана томографија, секогаш правиме преглед во амбуланта. Доколку сметат дека не е од васкуларна природа проблемот, се консултираат други специјалности, како што се гастроентеролози, невролози, кои понатаму ќе го одредат менаџирањето на пациентот или упатувањето на снимањето. Бидејќи со компјутеризирана томографија, кога ги снимаме крвните садови во одредена регија, ги гледаме сите структури. Тоа е уште една предност во споредба со конвенционалната коронарографија. Например, ако ја сликаме стомачната аорта и долните екстремитети, сите органи кои што се во стомачната шуплина ги анализираме. Но радиологот секогаш треба да има конкретно прашање од докторот клиничар што сака да добие со прегледот. Доколку станува збор за васкуларизација, тогаш ние се насочуваме и користиме соодветни протоколи со соодветна доза на зрачење, која што е медицински оправдана и дозволена за да се направи тоа снимање, али се разбира во таа регија ги гледаме и другите органи. Но ако болките се од друга патологија, например уролошка патологија, тогаш урологот конкретно кажува што има видено на ехо прегледот, што сака да добие од снимањето. Тогаш е сосема друг протокол, друга припрема на пациентот и друг резултат се разбира понатаму. Значи, во секој случај, радиологијата користи комбинирани методи. Тука е ултразвукот, нативната рентгенграфија, магнетната резонанца, компјутерската томографија. Предходно, пациентот минува на преглед во амбуланта кај доктор клиничар, според симптомите се упатува на снимање. И често пати комуницираме со клиничарите и одлучуваме која метода според симптомите и наодот на ехото е најоптимална да се направи за да добиеме диагностика на пациентот. Не секогаш завршуваме со една диагностичка метода. Многу често комбинираме, затоа што некои структури или органи или состојби многу подобро ги прикажуваме со компјутеризирана томографија, некој со магнет, некој со ултразвук. Во секој случај има едно, така да кажеме, правило во медицината или барем во радиологијата, секогаш се почнува со најмалку така наречени инвазивни методи, како што е ултразвукот и класичната рентгенграфија. Потоа продолжуваме со компјутеризирана томографија или магнетна резонанца. Така, во секој случај најпрецизни резултати можеме да добиеме, се разбира од компјутерска томографија, така. Да. Од вашето лично искуство, дали повеќе имате мажи или жени пациенти и на која возраст се? Па, не би можела да кажам дали имаме, веројатно нема веќе разлика. Може би некогаш порано ги делевме на машки и женски болести, сега не можам да кажам од моје искуство дека можеме да ги делиме така диагнозите. И за жал, се повеќе патологија наоѓаме во помладата возраст. Дали може би современата диагностика доведе до тоа да ги откриваме болестите, порано пред 20 на години може би немало таков диапазон на диагностички методи да ги видиме сите заболувања, па останале неоткриени, па сега наеднаш со сите нив дознаваме, не би можела да кажам, но од искуство веќе како да нема граница дека одредени заболувања ги имаме во одредена возраст.
Постојат светски статистики од различни здруженија дека да, најголем процент, например, на одредено заболување е во, да кажеме, одредена возраст. Например, карциномот на дојката се света дека е најчест после 50-та година, не знам, пикот е во 70-та година, меѓутоа кога работите секојдневно со пациенти, немате таков впечаток дека болестите се толку ретки, за жал. Така. Кои се предностите од компјутерската томографија, а во друга страна па кои се и ризиците? Како што кажав, постојат одредени ризици од рентген зраците, меѓутоа тие се сосема оправдани, медицински издржани и се разбира дека постои одредена подготовка на персоналот кој треба да го направи снимањето. Секоја институција и барем во нашата има задолжен одговорен технолог кој што ја води радиационата заштита. Тоа значи дека имаме програми од Интернационалната агенција за радиациона заштита, според кои програми ги правиме протоколите за снимањата. Значи, за секој симптом, за секое прашање на клиничарот, имаме соодветен протокол кој што дава редуцирана доза, оправдана медицинска доза и според тоа одлучуваме дали ќе го повторуваме снимањето или следен пат можеби ќе го направиме контролата со магнетната резонанца која не користи ионизирачко зрачење. Во секој случај, кај животно загрозувачките состојби, компјутеризирана томографија е најбрза, најпрецизна и најважно да се направи за да знаеме што понатаму со пациентот. Тогаш сигурно дека нема да размислуваме за ризикот. Другиот ризик се јодните контрастни средства, како и секој лек може да даде алергија. Ние сме спремни на тоа, објаснуваме на пациентот, прашуваме секогаш претходно дали претходно имал искуства како алергија, дали на други лекови, дали на јодно контрастно средство. Внимаваме доколку има таква една анамнеза за алергии, може да дадеме и премедикација или таблети или ампули за да спречиме бурна алергиска реакција. До сега, од досегашните искуства, овие јодни контрастни средства многу добро ги поднесуваат пациентите и не сме имале бурни реакции, но предпазливост секогаш мора да има. Исто така, овие контрастни средства се лачат преку бубрезите, но затоа секогаш проверуваме лабораторија претходно да ја видиме бубрежната функција, за да можеме да го дадеме јодното контрастно средство и секогаш препорачуваме хидратација, повеќе течности после снимањето за да нема ризици и понатаму. Исто е и за контрастните средства за магнетната резонанца, но како што кажав, се користат протоколи од одобрени здруженија на Европското здружение на радиологија, ние користиме конкретно, за да немаме пропусти и да направиме на пациентот да му биде комфортно, пред се да ја направиме методата да биде побезбедна. Така. Да ги споменеме мајките, дојлки, бремените жени, дали тие можат да, на нив може да се направи ваков преглед или треба да бидат изземени? За магнетната резонанца, ако зборуваме конкретно, се смета дека во првите 3 месеци кога настанува органогенезата не би требало да се прави магнетната резонанца. Се уште не се докажани негативните ефекти, но предпазливоста е важна и се избегнува во првиот триместар, да кажеме. Понатаму, магнетот апсолутно може да се прави, дури постои посебна диагностика за диагностицирање на заболување на плодот кој што го носи жената, значи тоа се нарекува фетална диагностика, да кажеме, со магнетна резонанца, додека со компјутеризираната томографија не. Избегнуваме во било кој период од бременноста да го направиме снимањето, освен во состојби каде што вистински имаме животно загрозувачка состојба и кога немаме избор да направиме друга метода. Што се однесува до доењето, како и за компјутерот, така и за доколку има потреба да се прави рентген или мамографија, препорачуваме после снимањето некое време да не се дои, има посебни протоколи, даваме за дома да можат да си прочитаат, да си се припремат, но како што кажав, во таквата категорија пациенти гледаме да правиме
помалку инвазивни методи, како ултразвукот. Така. Ова беа дел од ризиците, меѓутоа, ајде да проговориме малку и за самите предности кои што ги носат овие прегледи со ваква, нели, компјутерска томографија и магнетна резонанција и сите оние методи кои што специјалната болница Филип Стори ги има, се разбира, на највисоко ниво. Предностите се тоа што споменав на почетокот, снимањето овозможува детална слика на било која структура во човековото тело, затоа што правиме снимање во 3 рамнини и од тоа се продуцира 3D приказ на одредена структура. Конкретно за крвните садови, бидејќи јодното контрастно средство кое го даваме овозможува 3D визуализација и на скелетот. Тоа не можеме да го добиеме со другите методи, како што е, например, класичната ангиографија, која што години наназад беше прва линија на диагностика. Значи, 3D приказот е најголемата предност. Потоа, другата предност е прецизната диагностика, затоа што снимањето е на многу мали пресеци, на помалце од 1 милиметар, добиваме многу прецизна диагностика, детална и на најмалите структури во телото. И се разбира, освен што ги прикажуваме крвните садови на телото, ги прикажуваме и сите структури во одредената снимена регија. Доколку, например, станува збор за снимање на градната аорта, тогаш ги опфаќаме и белите дробови, и другите крвни садови, и се што се наоѓа во медиастинумот, односно околу срцето и скелетот. За разлика од конвенционалната ангиографија, каде што ќе се прикажат само крвните садови, во тој случај не можеме да видиме ништо друго од снимената регија. Со компјутерот можеме и диагностицираме, за жал или за среќа, многу често случаен наод имаме. Например, пациентот дошол за диагностика на градна аорта, а ние сме нашле малигно заболување на белодробието. Веројатно тоа ќе се го земеме како предност, бидејќи немало да го откриеме ако не сме го направиле снимањето, а знаете дека секој пат раната диагностика овозможува многу поуспешен третман понатаму. За разлика од конвенционалната ангиографија, со компјутерот не можеме да третираме. Например, не можеме да ставаме стентови, не можеме да ставаме други протези што се ставаат и така. Но предностите како 3D визуализација на различните структури, особено крвните садови, со јодното контрастно средство кое го даваме и скелетот, не може да го замениме со друга метода. Така. За да дојде пациент на компјутерска томографија, претходно што треба да следи? Така. Значи, прво, знаете какви се правилата во здравството, пациентот се јавува на својот матичен лекар, според симптомите се упатува на понатамошни испитувања и на специјалистички прегледи. Радиологијата не е првото место каде доаѓа пациентот, треба да помине неколку чекори. Најважен чекор е специјалистот клиничар кој што го прегледува, кој што користи ултразвук како диагностика за крвните садови Доплер ултразвук и според симптомите кои што ги има пациентот и според наодот на ултразвукот го упатува понатаму на компјутеризирана томографија или магнетна резонанца. Се разбира дека секогаш тоа е во заедничка соработка, како што кажав, континуирано се договараме за пациентите како можеме најбезбедно, најбезболно и најбрзо да донесеме прецизна диагностика и да го менаџираме понатаму третманот. Така. Дали некоја тема не ја начнавме, вечерва не проговоривме за компјутерската томографија? Мислам дека од прилика се кажавме. Така. Ако имате уште нешто. Така, доколку кажавме се, јас, доктор, ке ви се заблагодарувам за присуството и тоа што бевте гостин во К1 телевизија на емисијата Живе и здраво. Благодарам и вам на поканата. Така. Почитувани, тоа беше денешното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам, ви се заблагодарувам за вниманието. Се гледаме за 7 дена, се разбира, со нова тема и се разбира, останете на К1.